Да почнеме со Кавадарци, малку е постар настанов, но вреди да се навратиме. Советникот Лазар Туриманџов си поставил советничко прашање затоа што има информации до кои дошол дека пред известно време ниту едно дете во Кавадарци при акција за алкотестирање не било трезно. Сите биле фатени под дејство на алкохол. Пијани. Сега има тука повеќе прашања, значи тие се биле на журка, излегле од дискотека, алкотест е направен, сите пијани. Прашање се па кај се родителиве. Ако децава им ги нема ноќе, тогаш родителиве да не биле, веројатно биле дрво пијани, не знаеле кај им се децата. Но нејасно е што е дете, дали се користи во случајов во реченициве на Туриманџов се смета дека дете е според конвенцијата на ООН секоја личност до 14 години или тој ги смета деца сите што се и над 18-20 години. Но како и да е, имало деца во дискотека, навечер се журкале, децава се напиле. Тука има веројатно основа и за кривично дело, но ќе чекаме да видиме како ќе се развие, како ќе се разврзе оваа алкохоличарска приказна со во Кавадарци и со децата пијат, љуштат. Деца. Кога зборуваме за деца, еден личен пример. Пред некој ден се возам во автобус, градски автобус. 3 деца млади, студенти, 2 машки, една девојче, карши мене, си разговараат, јас случајно го слушам, го фаќам нивниот разговор од неколку реченици и едниот го прашува: што мислиш за имево? Му вика: брат, како со имево на држава? Ој му одговара: бе што, ништо не мислам, ми е гајле. И онака за година-две ќе си селам од овде. А девојчето, студентката, само се насмеа. Јас продолжив кон работа, длабоко поразен во себе од тоа што го слушнав. Едно, немаат никаква однос, став за името. Второ, да се бега од тука. За година-две. Но ми остана и дилемата за еден настан со скревањето на знамето на НАТО и се прашувам зошто се креваше знамето. Ми остана како една неодгонетната дилема. Второ прашање, се креваше знамето, но зошто немаше народ на таа свечена церемонија? Направив неколку слики од церемонијата и повеќе изгледаат страшно отколку свечено. Зошто? Зошто? Требало малку свечено да изгледа тоа, да има народ. Така личи. Мислам дека заслужува да се позанимаваме и со прашањето на личноста на месецот, годината, ако сакате и периодов, и дали е личност на ова време Мира Дизел или баџанакот како синоним за вработување во нашава Македонија. Дали баџанакот или Мира Дизел ќе бидат синонимот на оваа влада? Дали после жабите и шлеперите и фамилијата ја добивме новата метафора за катастрофа? Затоа, внимавајте, заради овие метафори, ние ќе бидеме само инкубатор за извоз на пиленца низ светот. Само извозната декларација сега е со ново име. Како член на СДСМ, сум член на СДСМ, 10 години, сите членови на СДСМ, секој може да спори колку сака, но ова го тврдам. Ние бевме најдискриминираната категорија на граѓани во државата. Не од 2011, од 2013, од 2015, од 2006.
За нас беше забрането и во јавен и во приватен сектор било кој што членска книжка на СДСМ се вработи. Вие го знаете тоа. Затоа зборевме за заробена држава. Денеска е чудно што било кој што е симпатизер на оваа власт дека се вработува и во јавни институции. Во ред да се согласиме дека повторно тоа е проблем. Каде доаѓаат овие луѓе? И затоа треба да се подсетиме што зборуваше и што бранеше министерот за информатичко општество, администрација и масовни вработувања Дамјан Манчевски, кој рече дека ако јавноста смета дека изборот на баџанакот на Талат Џафери Нури Бајрами за член на антикорупцијска е голем проблем, требало да се реагира додека траел изборот. Јавноста ќе кажеме што мисли наскоро, а добро е не да го слушнеме самиот Манчевски што зборувал. И ова е клучниот момент во владењето на СДСМ ДУИ коалицијата за живот. Ова е точката од која паѓа владата. Како што викаат пилотите holding position. Само во holding position пилотите се должни да ги спуштат тркалата и тие почнуваат да слетуваат. Ова е точката од која владата е во слободен пат. Тоа им се случувало на сите претходни влади, па сега и на оваа. Сега можат да проверуваат аџанаци, баџанаци, шуревци, стрини, тетки колку сакаат, дали имало или немало непотизам. Коцијанчич се јави пред некој ден и испрати порака преку Пресинг ТВ. Но јавноста е доволно скандализирана од сето ова што го гледа во овој период. Јавноста која ете не реагирала како што треба или може би заспала како што мисли Манчевски. Не заспала јавноста. Но премногу и се натрупа на јавноста и гледа дека СДСМ ДУИ оди по облаци. Ни го покажуваат трикот одам бос по површината на водата. И не можам да потонам. И сакаат да поверуваме во таа фата моргана. Ова е сепак слободен пат. Skyfall.